Неопходно е да се разграничи што се реални инвестиции, а што се заеми, што треба да се вратат повеќекратно, кога станува збор за кинеското присуство на македонскиот пазар. Ова го укажуваат експерти што го анализираат растечкиот интерес на Кина за земјите од Западен Балкан. Кога станува збор за гринфилд инвестиции, она што кај нас најчесто се споменува најчесто се мисли кога се споменуваат инвестиции, во државава немаме, речиси да немаме кинески инвестиции. Постоеше обид преку кинеско-турската групација Weibo да се отвори голема фабрика за производство на текстил, меѓутоа не беше успешен. Според истражување на Балканската истражувачка репортерска мрежа, Кина во македонското општество е присутно со 15 на проекти. Нивната проценета вредност е околу 654,4 милиони евра. Според ова истражување, речиси 638 милиони евра се всушност заеми за автопатиштата Миладиновци-Штип и Кичево-Охрид. Она што го заклучивме е дека балканските земји веројатно се многу погодни за Кина од тој аспект. Бидејќи постојат тие, да кажеме, нејаснотии во законодавството, така што некој проект може да се дефинира буквално како инвестиција, а тоа е заем од Кина. Според познавачите, кредитирањата што доаѓаат од кинеска страна може да ја чинат земјата корисник многу повеќе. Проектите кои што се реализираат со кинески кредити најчесто не се реализираат во согласност со најдобрите практики на меѓународните финансиски организации и нормите на ЕУ кои што сме обврзани да ги применуваме. Има повеќе примери за тоа. Например, задолжувањето не води сметка за моменталната макроекономска стабилност и нивото на јавен долг, поради тоа што овие кредити на некој начин всушност представуваат сериозно оптоварување на националните буџети. Дополнителен момент со кредитите е непредвидливата финална сума поради бројните анекс договори. Целата подготовка на техничка документација која што понатаму е неопходна за реализација на овие инфраструктурни проекти најчесто не се посветува доволно време, што понатаму води кон многу проблеми во фазата на имплементација и кон дополнителни трошоци кои што не се предвидени во почетната цена и во почетното задолжување на државата корисник. Уделот на Кина според истражувањето се базира и на геостратешки интереси, изразени преку донации. Кина излезе во пресред, достави вакцини и на еден начин успеа да го подобри, би рекол, својот имидж во овие земји. Според познавачите, Кина како инвеститор би било од корист за развојот, но не по секоја цена. Кинеските компании најчесто се заинтересирани за инвестирање во енергетика, во експлоатација на минерални ресурси, во нови технологии и сето тоа на некој начин спаѓа во тие така наречени критични или сензитивни сектори кои што голем дел од државите во Европа се обидуваат да ги заштитат. И меѓусебната трговија е во корист на Кина. Според податоците на Естима, во 2020 година извозот натаму во евра ни бил 142 милиони, увозот пак на кинески стоки ни изнесувал 523 милиони евра. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.